Добро утро и убав почеток на денот посакувам на сите кои што во моментов не следат на фреквенцијата на телевизија Алфа. Екипата на утринската програма Добро утро секое утро утринава се наоѓа во просториите на Сдруженијето Equality, Сдружение за активно вклучување и соодветен третман на лицата со попреченост. Во рамки на нивните годишни активности има многу настани кои што вредат да бидат спомнати во медиумите, а она што нас ни беше повод утринското кафе да го испиеме токму тука е актуелниот проект кој што се однесува на младите лидери на заедниците. Зашто конкретно станува збор, дознајте во следниве минути низ разговорот со Гере Трипков, председател на Сдруженијето Equality и проект менаџер на караванот. Гере, добро утро и благодарност од нашата екипа што ги отворивте портите за нас и што денес заедно го пиеме утринското кафе. Би сакала на гледачите најпрво да им го представиме Equality, иако Equality е едно здружение кое што навистина е многу активно и доста често го има во медиумите, но ајде малку накратко за целите и за мисијата која што Equality ја има зацртано во својата програма. Добро утро, Ирена, добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија, секогаш е задоволство да се биде гостин во вашиот медиум. Денес сме зубава прилика тука и ако треба да опишам зошто Сдруженијето Equality е точно тој што го инициира овој проектот, ќе кажам дека нашата мисија има многукратни цели, долгорочни и краткорочни. Еден од долгорочните проекти е преку нашата мисија и мисијата на лицата со попреченост, која што ние нели во оној врв на приоритети, да ги инспирираме сите останати во општеството дека промените се возможни. Благодарение на нашите лични приказни, благодарение на она што го имаме како и наши вештини, да покажеме на другите, да создадеме еден мост на комуникација помеѓу оние лица кои што се малце помаргинализирани, од маргинализирани групи на граѓани, со останатото општество и заедно да исчекориме за да направиме промена корисна за сите. Тоа е Сдруженијето Equality, постоиме веќе 4 години, од 2019-та во очи на короната. Како што знаеш, бидејќи често и се гледаме и се среќаваме на нашите проекти и сме проследени од вас, работиме на разни типови на проекти кои што имаат за цел да го подигнат духот кај општеството и да ни инспирираат за позитивни промени. Актуелниот проект Караван Качувај се да делуваме, во фокусот ги има младите луѓе и има за цел да создаде, да произведе лидери на заедниците. Ајде малку повеќе за самиот проект кој што всушност веќе е започнат, но опфаќа повеќе фази и ќе се одвива во неколку општини. Да, ова е еден од проектите кој што и за нас самите предизвик. Меѓутоа си го зацртавме бидејќи сметаме дека можеме да ги инспирираме младите да направиме конкретна промена. Обично кога замислувате еден проект, тоа е со некој ограничен, да речеме, временски период. Се одвива во едно конкретно време и тука завршува неговиот ефект. Некои од проектите нормално имаат и долгорочни ефекти. Она што си го зацртавме ние преку проектот Zen 2.0 Караван е да создадеме млади лидери, односно да им помогнеме самите да исчекорат и да направиме млади луѓе, да ги обучиме со вештини кои што ќе можат да прават на локално ниво, таму каде што живеат. Да им покажат на нивните врсници дека ете промената е возможна, да не се сугерираат од тоа што се случувало досега и од тоа што се случувало во поколенијата кога нивните родители им раскажуваат како тоа било некогаш, туку да ја превземат иднината и да зависи токму од нив. Токму затоа го нарековме Zen 2.0 Караван, затоа што сметаме дека ова е нешто што сакаме да го продолжиме понатаму. Иницијално овој проект ќе трае во 5 фази, каде што во Скопје и во останати други 4 градски или општински подрачја со млади лица од тамошните општини ќе работиме на развивање на нивните комуникацијски вештини, вештините за себе презентирање, ќе работиме на нивното физичко и ментално здравје, како што
со што би создале цврста основа кај нив како личности да можат да истапат кон оние што се вклучени во реализирање на онаа промена која ќе ја правиме заедно со нив, односно тие ќе ја прават со наша менторска поддршка. Во рамки на овој проект имаме лица кои што се од експерти во својата дејност, во својата област, значи имаме лице од медиумите кои што ќе им држи за себе презентирање и комуникацијски вештини. Јас го држам делот за физичко и ментално здравје обуката, потоа имаме исто така обука каде што им покажуваме преку правни механизми, структурни механизми од правниот систем и поредок во државата, како да дојдат, да иницират и да дојдат до посакуваната промена и на крајот како некој завршеток на овие менторски форуми во 5 општини ќе биде запознавање со некој од дадената општина, од локалната самоуправа и од општествено одговорните компании кои што би требало да бидат соработниците на другата страна или можеби ветерот во грб за нив. Спомнавте дека ќе се одвива во 5 општини, караванот и активностите во рамки на истиот. Кои се општини ќе бидат опфатени? Започнуваме од Скопје. Си зацртавме дека прво стартно иницијално ќе почнеме од Скопје како најголемо подрачје избир на општини, каде што би можеле да покажеме една конкретна промена која веќе во деновиве кои измина, бидејќи првиот менторски форум заврши пред 2 недели, работевме со 5 млади лица, менторските обуки ги завршивме и сега влеговме во фазата на избор на еден од прашањата кои што сакаме да ги надминеме и тие одлучија дека тоа ќе биде овозможување односно прилагодување на патеки за движење за лица кои што имаат проблеми со видот или слепите лица. Тоа ќе биде организирано најверојатно во општина Аеродром или Кисела Вода како еден пилот проект кој што би можеле како позитивна промена да ја покажеме. Имаме одлични дечки кои што се од возраст од 16 до 24, значи апсолутно во категоријата на млади лица. Потоа ќе продолжиме во Гостивар, Битола, Струмица и потоа ќе завршиме повторно во Скопје како еден конгломерат, метропола која што ги соединува можеби луѓето од целата држава кои што живеат тука во Скопје и ќе можеме поконкретно во поголемо подрачје да правиме промени. Караванот Зен 2.0 има интересен слоган, го споменав и претходно, качувај се да делуваме. Што всушност значи? Да, многу интересно е тоа што уште кога си го замислувавме проектот, некако се дојде природно и се одлучивме за овој слоган и за ова име, заради тоа што мислиме дека ова треба да биде нешто што ќе трае. Затоа и е караван. Зен е заради тоа што сите наши проекти се со предзнак Зен, се она што го правиме е во духот на длабоките инстинкти наши човечки, на срдечноста, на љубезноста, на човечноста, на хуманоста и така натаму. Качувај се да делуваме е порака токму до младите, заради тоа што сметаме дека со седењето и тапкањето и себеспознавањето без некоја причина или цел во некој временски период каде што овие млади лица би можеле да направат некоја промена, не само на локално ниво, него туку и во нивните животи. Мислевме дека ќе допреме директно до нив. Ги покануваме сите млади кои што се од овие сите 5 општини да не се приклучат на караванот, заради тоа што ќе им покажеме и на нив самите дека промена е возможна, меѓутоа треба да ги имаме соодветните средства, соодветните вештини и она заедништво кој што можеби во денешното време на сите малку ни фали. Гере, мислам дека навистина е прекрасно што вашите лични искуства, зборувам на сите кои што сте вклучени во проектот, ети и во пракса ги пренесувате на помладите генерации. Најтопло им советувам на сите да искористат таа можност да бидат дел од караванот, да усвојат нови вештини, да се запознаат со тие нови алатки кои што ќе направат промена и во нивните лични животи, но и во локалните заедници, а и на ниво на нашава држава и на нашето општество. Благодарам
пожелувам уште еднаш за одвоеното време и успешна реализација и на следните фази од Караван. Ви благодарам, Ирена, уште еднаш за поддршката медиумски и за личната заложба, реално како лица кои што сакаат да направат промена во општеството. Нека ова биде еден од проектите кои што ќе бидат светлината во тунелот. Се надевам дека ќе биде така и ќе направиме се тоа така да биде. На сите оние млади кои што се заинтересирани ги повикуваме да ни се приклучат на сите социјални мрежи, ќе не најдат сегде под името Equality на ОРГ или пак под името на нашиот проект Zen2 Караван на било кој од социјалните мрежи. Многу успех, Геро, уште еднаш. Благодариме многу.